Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. Поддржана од општина Свети Николе, а реализирана од виштите прсти на ликовните уметници од малото градче во Овчиполијата, беше презентирано гигантското велигденско јајце. Ова е најголемо велигденско јајце на Балконот и се надевам дека ги инициирам и другите градоначалници да направат овакво нешто, бидејќи Великден е најголемиот христијански празник. Тешко е да се направи нешто лесно, габаритно, да биде преносно, има употребено претежно стиропор, лепаци специјални, други материјали што се, железо, конструкција. Чистите димензии на јајцето 3 метри, без постоле, со постоле 3,30. Идејата првично беше за да направиме едно класично велигденско јајце кое што ќе наликува можеби на дел од овие украинските јајца кои што е црвено со малце били цветови и така натаму, нешто поедноставно. Меѓутоа сепак се одлучивме заедно со колегата Иле по договор да направиме една скица каде што практично ќе ги прикажеме символите на нашиот град. Црквата Свети Николај од едната страна, од другата страна е Свети Никола како заштитник на градот, светец, и пејсажите практично на Овчеполието и пејсажи од Ѓуриште. Велигденското јајце секој ќе не потсетува на нашиот труд кој што го вложивме. Се надевам дека ќе успееме да го однесеме во некој од нашите основни училишта, во нашето училиште Кирил и Методи, и таму ќе направиме едно убаво катче. Првично со оглед на тоа што немавме конечна слика која е големината, се размислуваше на техника на база на лак. Меѓутоа, откако успеавме да видиме за грандиозноста на јајцето, се одлучивме да работиме со бојна основа на вода, темперна техника, а на крајот за да изгледа така како што сега изгледа, се стави заштитен лак на јајцето како такво, за да биде заштитено од надворешни влијанија, од оштетувања, така да излезе супер. Кај што имаме градоначалник што дава вакви идеи, нема за што да се грижиме, имаме поддршка и за понатаму да се случуваат вакви прекрасни идеи за разобување на градот. Свети Николчани можеа да се поднуват со некои од многуте рачни изработки кои беа изложени на штандовите, а креирани од учениците од тамошните основни училишта. На овој убав ден, верски и државен празник, Велики петок, Великден, имаме штанд во склоп на оваа убава манифестација со велигденското јајце, со својата грандиозност и перфектност од ликовен аспект, надополнуваме и ние со креативни и прекрасни изработки од вредни детски раце на наши ученици во нашето училиште. Нашиот штанд не само од изложбен, туку е и од продажен карактер. Децата кои што изработуваа воедно и продаваат денес, така да учиме и за иновации, и за предприемничество, како за уметноста. Ја представуваме својата уметност, а профитот кој што ќе го оствариме со помошта на овие вредни дечиња, ќе го вложиме во набавка на нагледно наставни средства и материјали за понатаму да продолжат дечињата да бидат креативни и да творат. Ние околу овој настан се подготвувавме 10 дена. Идејата само што беше слушната беше целосно прифатена од сите. Ние по повод празникот Великден правевме изработки, украси како што се за Великден, по повод празникот Великден или Исусовото воскресение. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk.